Македонија има пети раст на бруто домашен приход според Евростат, изјави денес премиерот Христијан Мицкоски, повикувајќи се на Државниот завод за статистика кој ги објави податоците на Евростат. И ке забележите дека ние сме на петото место, споредено со државите за кои што растот од страна на Евростат е објавен. Има и такви за кои што се уште растот не е објавен, но веднаш позади Малта, Полска, Србија се наоѓаме ние практично. Прво е Малта, Полска, Србија, па потоа доаѓа на Македонија. На следната табела се наоѓа исто така остварениот резултат кога станува збор за раст на бруто домашниот производ, но во случајот практично се усогласени параметри. И тука гледате повторно имаме Данска, Малта, Полска, па ние, па Србија. Мицкоски го елаборираше и растот на индустриското производство. Во април месец оваа година индустриското производство порасна за цели 7,6% споредено со април месец минатата година. И со тоа во првите 4 месеци од годината, значи во првата третина од 2026 година, како ретко која држава во Европа, имаме индустриско производство кое што не е во позитива. Мала, 0,2%, но не е во негатива во услови кога ја имаме најголемата енергетска криза во светот. За 21 месец од доаѓањето на оваа влада, креирани се и 17.000 нови работни места, а се ова според Мицкоски води до заклучокот. Македонија забрзува и државата мора да оди напред. Покажуваме дека со скромни ресурси можеме да направиме многу. Остануваме посветени на решавање на проблемите, враќање на долговите и решавање на нафтената криза која е увезена. Обезбедуваме инвестиции, отвараме нови работни места. Ние мораме да обезбедиме напредок и да ги оставиме изговорите. Владата ја исплати еврообврзницата од 2020 година во вредност од 700 милиони евра, потврди денес министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Средствата од наша страна беа исплатени уште минатата недела, веќе денеска тие се пристигнати на сметките на инвеститорите. Како што е познато, во февруари годинава предвреме отплативме дел од оваа еврообврзница во износ од 383,7 милиони евра. Нашата цел беше со средствата обезбедени преку обврзницата издадена во јануари 2026 година да извршиме предвремен откуп и на тој начин да оствариме заштеди по основ на камати. На тој начин во буџетот заштедивме 3,2 милиони евра. При останатиот дел од обврзницата во износ од 316,3 милиони евра главница беше исплатен, како што кажав претходно, минатата недела и дополнително на тоа 11,6 милиони евра камата или вкупната исплата која што ја направивме беше 327,9 милиони евра. Со ова во целост го затворивме процесот на отплата на еврообврзницата издадена во 2020 година во вкупен износ, како што кажав, од 700 милиони евра плюс камата. Според Димитриевска-Кочовска, од втората половина на 2024 сервисирани се обврски од 4,6 милиарди евра. Не очекувам промена на ставот на Бугарија во однос на условите за уставни измени, изјави премиерот Христијан Мицкоски, при тоа нагласувајќи. Нема цена со која што ќе не натера за да влеземе во авантура без при тоа да знаеме дека таа авантура ќе има извесен крај. Не постои цена која што може мене како претседател на владата да ме натера да влезам во таква авантура, а во која што нема да има извесен крај. Многу пати во минатото на граѓаните, но и на политичарите од македонската влада им беа давани ветувања, беа тапкани по рамо, дека уште ова треба да се направи, веруете ми на зборот и така натаму. Но за жал ние се наоѓаме на истото место каде што бевме пред 26 години. Но Мицкоски посочува за состојбите во Бугарија. Мислам дека таму драматично се радикализира состојбата и не само што ова не е единствениот услов за да влеземе во процесот и да го тој процес изодиме до крај, туку напротив, таму работите драматично се радикализираат, а причината за тоа е нормално опозицијата кај нас,
која што за жал не бира средства за да ги урива позициите на владата кога станува збор за одбрана на македонските национални интереси и представува мекото ткиво на македонскиот национален идентитет. И во оваа прилика Мицкоски со порака. Ние сме подготвени за сето ова, имаме факти, имаме аргументи, ќе работиме. Ова не е спринт, ова е маратон. Потребна е стратегија, план, визија. Ова се победува со ум, не се победува со брзање и под притисок. Така што јас се повикувам македонската јавност да застани, да се обедини околу политиките на владата кога станува збор за ова прашање, бидејќи колку повеќе сме заедно и колку повеќе сме обединети, толку повеќе сме силни и дома и надвор. Во однос на престојниот самит во Тиват, во петок, Мицкоски изјави дека секоја средба е корисна и дека преговорите продолжуваат на сите нивоа и прилики. Апсењето на поранешниот градоначалник на општина Карпош Стефан Богоев точно на денот на пристигнувањето на Антонио Кошта е само доказ за партизираното суство, изнесоа денеска од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. ВМРО ДПМН пак од друга страна сметаа дека аферите, скандалите и криминалот и апсењето на Богоев се всушност вистинското лице на социјалдемократите. На денот кога председателот на Европскиот совет Антонио Кошта пристигна во Македонија, кој го потврди она што го говори СДСМ и порача дека без внесување на малцинствата во уставот нема поместување од мртва точка. Токму тогаш предмет за Стефан Богоев. Дали има некој што верува во ова партизирано осудство и обвинителство после нарачките на Мицкоски преку собраниската говорница, на телевизија и на крај директно преку телефон? Дали има некој што може да каже дека ова е вистински или сепак станува збор за монтиран случај во денот кога Мицкоски добива критики, кога сите негови лаги пред граѓаните се на виделина? Стои во соопштението на Социјалдемократскиот сојуз. Поранешниот подпредседател на СДС и поранешен директор на Царина, како и поранешен градоначалник на Карпош Стефан Богоев, е уапсен поради сомнение за местење на тендери за надворешно одржување хигиена на гранични премини и терминали. На сајтот на јавни набавки се гледаат неколку тендери за оваа намена на кои подпис ставил Богоев. Повеќето ги добиле јавни предпријатија, а 2 тендери кои ги добила питолска фирма се со највисока вредност и во износ од околу 350.000 евра. Поранешниот председател на СДММ и дете израснато од Зоран Заев, според обвиненијата наместил тендери заедно со уште едно лице, Александар Спирковски, викан Джемо од Прилеп. Албанскиот премиер Еди Рама испрати јасна порака. Луксузниот ресорт вреден 4 милиарди евра поврзан со Џаред Кушнер нема да биде запрен. Ниту протестите, ниту еколошките предупредувања, ниту притисокот на јавноста не го поместија ни чекор. Рама реши и тоа е крај на дискусијата. Зборовите беа директни, нема ниту една шанса да биде запрен додека сум јас тука, изјави Рама на пресконференција во Тирана, а до него стоеше председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Премиерот тврди дека Албанија има итна потреба од висококласни туристички инвестиции. Земјата сака побогати посетители, сака поголеми приходи, а туризмот стана столб на албанската економија. Уште 13 лица завршија за решетки во аферата што со месеци ја бранува Грција. Рано утрово грчката полиција започна голема операција во регионите околу Кожани и Агринио. Цел на акцијата била мрежа осомничена дека преку лажни пријави и фиктивни барања незаконски присвоила повеќе од 2,5 милиони евра европски земјоделски субвенции. Меѓу апсените има управител и вработен во Центар за прием на барања за субвенции. Истрагата опфаќа вкупно 39 лица. Според грчката полиција, случајот се истражува како измама на штета на финансиските интереси на Европската Унија и давање лажни изјави. Амбасадорите на земјите членки на Европската Унија го одобрија почетокот на преговорите за укинување на роамингот со земјите од Западен Балкан. Неофицијално беше потврдено од Советот на Европската Унија. Одлуката се однесува на отворање преговори со Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Северна Македонија и Србија за роаминг во јавните мобилни комуникацијски мрежи. Според најавите, Советот на ЕУ формално ќе ја усвои одлуката на 4 јуни, пошто преговорите можат да започнат со секоја земја од регионот поединечно.
Црногорската полиција денеска им забрани влез во земјата на 90 луѓе кои со чартер лет допатувале од Белград во Тиват поради сомнеж за субверзивно дејствување пред самитот на Европската унија, што утре и во петок ќе се одржи во Тиват. Според црногорскиот весник Виести, меѓу патниците во авионот имало регистрирани лица од интерес за безбедноста и сите тие ќе бидат вратени од Тиват во Белград со првиот лет. Патниците не сакале да одговорат на прашањата на полицијата за тоа зошто дошле во Црна Гора. Весникот посочува и дека некои лица имаат криминално досие, а имале задача неформално да го обезбедуваат престојот на српскиот претседател Александар Вучич на самитот ЕУ Западен Балкан во Тиват. Штип ќе располага со ресурсен центар за повратници од земјите на Европската унија, кој се однесува на лица корисници на социјална и друга алтернативна помош во овие земји. Целта е нивно социјално адаптирање во државата по периодот поминат во странство, зашто помош ќе добиваат од UNDP, општината и Универзитетот Гоце Делчев. Преку кој што ресурсен центар ќе се даде една административна социјална поддршка на оваа категорија на наши сограѓани. Верувам дека ова ќе помогне на една категорија на наши сограѓани на која што им е најпотребно една ваква социјална и административна помош и поддршка за полесна интеграција во нашето општество и во нашиот систем. Универзитетот Гоце Делчев беше вклучен преку 9 студенти кои што од неколку факултети кои што беа дел од волонтерската програма во рамки на проектот, има можност преку практично учење во општината, во различни сегменти и сектори во општината да придонесат кон заедницата, кон општеството, со што универзитетот уште еднаш ја покажува својата проактивна улога. Ресурсниот центар ќе биде кадровско стручно екипиран за овие лица во секој момент да добијат правна и социјална насока во општеството и системот. А каква помош ќе добијат? Крајната идеја на овој ресурсен центар е по долгогодишно користење по неколку години да стане едношалтерски центар. За оваа намена ќе постојат стручни тимови, а во општина Штип ќе бидат адаптирани простории, за што UNDP издвојува 180.000 евра. Значи ли ова дека во земјава се очекуваат се повеќе повратници? Секако дека ова е само еден чекор во унапредување на состојбата која е неопходна за нашите сограѓани да имаат соодветна услуга од нас како административен сервис, така да сите овие проекти кои се реализираат се за добробит на граѓаните. Вработените во Cranfield Foundry платата за месец април ќе ја добијат до крајот на оваа, а за мај до крајот на идната недела, потврдија од компанијата за телевизија Стар. Платата за месец април ќе биде исплатена до крајот на оваа недела. Платата за месец мај ќе биде исплатена до крајот на следната недела. Со ова сакаме да ја увериме јавноста дека компанијата ги превзема сите неопходни чекори за стабилизирање на состојбата и навремена исплата на обврските кон своите вработени. Од компанијата за телевизија Стар уверуваат дека сите проблеми со редовното производство се надминати и дека работниот процес ќе започне за неколку дена. Cranfield Foundry работува 150 лица и елеарница за тешко железо, која е сместена во Неокази кај Пробиштип. Компанијата за целиот период од постоењето има успешен работен и финансиски континуитет и работниците немаат причина да бидат загрижени за нивната работна и екзистенционална иднина. Велат од компанијата. Нов началник на секторот за внатрешни работи Штип е Баже Милев. Досега Милев бил на повеќе одговорни позиции во полицијата, како и раководител на секторот за сообраќај при секторот за внатрешни работи Штип. Милев за началник е назначен пред неколку дена, но функцијата ја презема од денеска. Општина Македонска Каменица продолжува со вложувањата во безбедноста и јакнењето на капацитетите на територијалната противпожарна единица. Денес беше извршена испорака и презентација на 5 нови изолациони дишни апарати од светски познатиот производител Дрегер, набавени преку компанијата Armor Plus од Скопје во вредност од 585.000 денари со вклучен ДДВ. Станува збор за најсовремена заштитна опрема која ќе им овозможи на пожарникарите побезбедно и поефикасно дејствување при интервенции во услови на пожар, густ чад и други опасни ситуации. Нашите пожарникари секојдневно се соочуваат со ризици за да ги заштита животите и имотот на граѓаните. Затоа наша должност е да им обезбедиме современа и сигурна опрема која ќе ја зголеми нивната безбедност и ефикасност на терен.
Безбедноста нема цена, а вложувањето во оние кои први реагираат во кризни ситуации е вложување во сигурноста на целата заедница, изјави градоначалничката на Македонска каменица Сонја Стаменкова. До крајот на годината е предвидена набавка на дополнителна опрема и средства со кои ќе се унапредат оперативната подготвеност и капацитетите на територијалната противпожарна единица. Обука на наставниот кадар на тема мултидимензионален пристап во решавање и превенирање на меѓуврсничко насилство кај учениците се одржа денес во Штип во основните и средни училишта. Целта е преку овие обуки да бидат вклучени сите чинители, стручните служби, училиштата, професорите, родителите, сите чинители, локалната самоуправа, институциите кои се надлежни за рана превенција, делување, спречување на оваа појава која ни се случува пред се во образовните институции. Кои видови насилство најчесто се присутни и кои се најчести жртви? Она што е специфично што во последно време нас ни се случува, тоа е сајбер насилството или насилство преку дигиталните медиуми, бидејќи ние во 21 век е век на дигитални медиуми. Секој денеска дете уште од предучилишна возраст знае да работи со паметните телефони. Кој што споменавте, кои се најчесто жртви, обично се тоа деца кои што се од дисфункционални семејства, деца каде што имате некој начин на родителска запуштеност. Кој тип на последици се најчести? Кои се слабите пунктови во спречувањето и како да се препознае и што се учениците кои претрпеле трауми од врсничко насилство? Страшно е што често пати не се видливи. Она во невразниот разговор што го споменавме, нели, ако е физичко насилство, вие може да видите модринка, може да видите нешто што е видливо. Но кај сајбер насилството, кај психичкото, емоционалното насилство, тука имаме страшни последици по жртвата. Слабите пунктови се затоа што не да се препознаат. И затоа што жртвите, плашејки се од осуда на средината, да не бидат исфрлени од групата на врсници, од нивното друштво, некогаш се плашат и дома да признаат се овие обуки, прво да им помогнат самите стручни соработници, педагози, психолози, социјални работници, да им помогнат како да се справат, да се охрабрат да го кажат тоа. Младите за оваа мощна и чувствителна тема со различни ставови, но со единствен заклучок: насилство никако, се решава со збор. Дали сте биле сведок на врсничко насилство и кои се вашите реакции во тој случај? За сега не сум била сведок на врсничко насилство, но ако би се нашла во таква ситуација, пред се би презела мерки за да го спречам конфликтот помеѓу лицата кои се вклучени во истиот, а подоцна и би известила надлежни за истиот да биде решен во најкраток можен период. Јас исто така сум била сведок на таква една непријатна ситуација и прво пристапивме со тоа што отидовме кон нашите другарчиња, објаснивме дека сепак конфликтот може да се среди со разговор, а потоа и ги известивме надлежните лица. По втор пат, годинава од 26 до 28 јуни во Штип ќе се одржи познатиот Д фестивал, за кога организаторите велат дека е славење на животот на младоста и уметноста, но и промовирање на културата. Тоа е доказ дека Штип е град на културата, град на уметноста, град на фестивалите и е навистина едно летно освежување за целиот исток и за нашиот град, затоа што Д фестивал ќе овозможи 3 дена во Штип да има илјадници посетители од целиот регион, не само од источниот регион, од пошироко, од надвор од државата, така да од локален економски аспект има огромно значење, но дополнителна вредност е самиот Д фестивал во Штип, затоа што шири вистинска уметност и култура. Годинава Д фестивал ќе се појави со нови и познати имиња, меѓу кои Јура Стублик со филм. Можам да набројам имиња како Борис Брејча, Айдолс, DJ Премиер, за кој што сме многу среќни дека го имаме, Гоце за кратко ќе даде малку повеќе осврт на тоа, метал легендите, Distraction, нашиот хип-хоп татко на сите би рекол Страйк, заедно со Гоце ќе настапи на главната сцена на Д фестивал. Потоа Дупер, Телемама, од балканските звезди Јура Стубличи, група филм Констракта, Марко Настич, Кој, имаме гости од Мексико кои се фантастичен бенд Сорон Пепера, имаме македонски бендови Мал Милион, ке набројам само дел, Conspiracy, Fiction, Хајка, Кем,
Имаме локален штипски артист во името на Никартик, кој беше минатата година на Д фестивал. Помеѓу останатите дел од програмата е и популарниот Гоце Сав, кој ќе настапи заедно со Страйк. Драго ми е што ќе одделам стејџот. Низ години на ДФС поминува многу хип-хоп имења. Сум бил во различни комбинации, сум настапал и како диџеј и на главен стејдж и на Москито и на сите други стејџови, секогаш имало супер енергија. И се надам ова ќе ми биде прв пат во Штип. Минатата година не бев, па сега. Прв пат на Д фестивал, не прв Да. Не прв пат во Штип на Д фестивал. Д фестивалот ќе се одржи на неколку локации во Штип, а паралелно забавата ќе се одвива на дури 5 сцени. Во сабота во Штип ќе се случи голем верски настан во црквата Свети Димитриј во Новосело. Предвидено е пристигнување на копија од иконата Троеручица Богородица. Иконата во Штип ќе биде донесена од манастирот Хиландер на Света Гора, а ќе биде придружувана од тамошни монаси. Со голема радост им објавуваме на нашите сограѓани, а и на сите верници во нашата татковина дека на ден 6 јуни во сабота се очекува да пристигне копија од чудотворната икона Троеручица Богородица од манастирот Хиландар. Очекуваме иконата да пристигне попладне околу 4,5-5 часот, каде што ќе ја пречекаме пред соборниот храм Свети Никола и потоа со литија ќе се упатиме кон Ново село во храмот Свети Димитриј, каде што ќе биде положена иконата на Пресвета Богородица Троеручица на поклонение на сите верни. Ова литија ќе биде придружувана и од митрополитот Брегалнички господин Иларион и од монасите од манастирот Хиландар, кои ќе ја донесат токму во нашиот град. Протоиерей Ставрофор Добрица Јанев потенцира дека иконата останува за секогаш во Штип, а верниците може да ја видат и да се поклонат. Таа ќе остане за секогаш во храмот Свети Димитриј. И храмот ќе биде нели секој ден отворен одредено време, каде што ќе можат луѓето да се поклонуваат и да ја целиваат светата икона и да ја молат Мајката Божја. Околу времето кога ќе биде отворен храмот Свети Димитриј, накратно ќе ги обавестиме сите наши верници. Со свечена академија, одржана во Палатата Србија, беше одбележан Денот на Министерството за внатрешни работи и Денот на полицијата во Србија, во присуство на бројни државни функционери. Она што особено привлече внимание беше необичната музичко-сценска програма во која учествуваа припадници на различни единици и сектори на српската полиција. Нивниот кореографски настап предизвика бројни реакции на социјалните мрежи, а видеото брзо се прошири меѓу корисниците. Утре времето претежно облачно со врнежи од дожд. Температурите до 25 степен. Ветрот со брзина од 7 км на час. Влажноста ќе изнесува 57%. Температурите по градови се следните. Штип и Карбенци со по 24 степени. Во Пробиштип 23, Чешиново Блешево 24, Кочани 25 степени. Температурата во Веница, Македонска Каменица и Делчево до 23 степен. Во Пехчево и Берово максимални 21 степен. Според православниот календар, утре е ден посветен на светиот маченик Василис. Католиците се спомнуваат за Предраг.